Сладководниот рак, кој поради болест беше на рап на исчезнување, повторно се враќа во Охридското езеро. Евидентирани се голем број колони на двата вида рак кои живеат во езерото, како во македонскиот, така и во албанскиот дел. Еден од сведоците, кој е голем влюбеник во Охрид, во природните убавини што го опкружуваат градот, а посебно во подводното богатство што се крие во езерото, кое тој го овековечува со подводни снимки, е Лјупчо Стојковски Лепи. Тој за одва раскажува за она што во моментов го работи, како водич за туристичките тури со кајак, велосипед, планинарење, како и риболовен водич, но и за неговите видеозаписи за подводното богатство, но и тоа како сладководниот рак се враќа во Охридското езеро. Чумата што го снајде ракот, значи уште од почеток на 20 век во Европа, на Балканот, така према испитување на стручни лица, почнато е негде 80-тите години, од минатиот век да го напаѓат и нашиот рак. Но ево се постепено кажува дека и кога одат на риби со мрежи, концесионерите и други, дека честопати во мрежите најчуват од тој рак, значи нашиот рак, што го знаеме ние, сладководниот рак. Така да и во Радожда кај што снимав, да, има многу краби, али помалку имат ракови. Али се надеваме дека ќе се врати ракот. Покрај сладководниот рак, кој се почесто се забележува, а кој е заштитен вид и е забранет да се лови, бидејќи нема толкави количини за комерцијална експлоатација. Во водите на Охридското езеро живее и сладководниот крив рак, познат кај народот како краба. Крабата, како што поќе може да кажат и постарите, дека последните 2-30 години е заприметена во Охридското езеро. Можда била и порано, тоа не знам, али поинтензивно се зборува за тоа дека последни 2-30 години ја имат во Охридско езеро. Најчесто се среќават, како што може да се види на видеово, во пределот кај Радожда до Калишта, Еленкамен, тој дел. Значи, многу е проширена, значи размножена крабата во тој дел на Охридско езеро. Исто така имат и канео и последно време, значи овие 2-3 години, многу од нашите сограѓани имат приметено на кејот на Охридско езеро, дека крабата излеви дури надвор. Ја имат и одма директно под кејот, во камењата, значи почната е да се шири. Занимавајќи се со туристичка дејност, Лјупчо Стојковски Лепи оценува дека Охрид треба да ја збогати својата туристичка понуда и туристите да ги привлекува не само во екот на летната сезона, туку и во останатите месеци од годината, кога градот и езерото зрачат со сета нивна природна убавина.